Како што најавивме на самиот почеток од оваа емисија, денес имаме гостин во студио. Мирен, сталожен, полн со позитивна енергија. Со него се видовме пред една година. Од тогаш одлучи некако дали на своја волја или на провокација на медиумите да се повлече од гостувања и да продолжи со музицирање. Денеска реши да се скрши тоа, да се појави после една година во нашето студио и да ги реши сите дилеми околу тоа зошто не сака да биде во соработка со медиумите. Драган Величковски или Таези денеска гостин во ексклузив. Добре ни дојде. Таези, ваква најава, јас останав без зборови, браво Нина. Па ние сме нели за музиката секогаш посветени и ве следиме што правите. Таези, добре Што дојде. ви гледам, фала ви. Добре дојде прв пат во ексклузив, конечно. Толку ли бевме страшни за да дојдеш во нашето студио? Вака убави, да. Чекам прилика. Како што кажав, чекав мој нов материјал, бев уговорски со тоа што го спремам и кога сум со нови песни се фокусирам на музиката, кој ќе дое време за да си кажеме нешто, ќе си најдеме начин. Морам да те прашам, баш очекувавме ваков одговор, кога станува збор за балканските звезди, не чекаат да извадат ново парче музика за да гостуваат во емисија. Кога станува збор за не си единствен, еве истиот момент го правев лично јас тука со ДНК, сите чекате нова песна за да дојдете во емисија. А впрочем, кога ќе дојдете во емисија, не значи дека само треба да се зборува за И песна. пак збориме за нова песна, кој ќе дое во емисија. Доаѓаш после една година, зошто е така? Држиме таа соработка. Зошто е така? Како да ви кажам, мислам дека се презаситуваат луѓето се едни исти луѓе на телевизија, не директно само за мене, за сите нас, пошто ние немаме голема естрада и сега ако бидел јас секоја недела у секоја емисија што се прави во Македонија, веројатно би бил досаден и би биле цело емисиите прашање истите теми, би сакал да си направиме мовет вака како со вас, човечки убаво за што има, што имало и што ќе следи. И мислам дека имам право сам да си ги бирам местата така што треба да се појавам, нели? Така. Добро, тоа не мора да значи дека ќе биде секогаш фокусот да бидеш гостин во студио, туку може и да се разработат и разноразни рубрики каде што ќе бидеш присутен. Да присутен. возам Ацу кола се раздržаме да не ме карате од дома. Нина, ќе дадеш и најава во кола така исто и одите готово. Може така? Може. Извини, дали ни се подналоти направивме еден прилог за тебе дека досега во јавноста не си се појавил никогаш со девојка. И ти од тогаш од тој прилог некако односот со нас Не, имало моменти кога сум се појавил јавно со девојка, само не знам зашто никој не Сме пише. го пропуштиле тоа? сме го пропуштиле очигледно за нас. Нема Што не врска знаем? дека од Ајде тогаш, да не дека од објасниш тогаш сега. било тоа дека не доаѓам. Бев лани за која песна после параноја бев, знам кај вас гост, исто во ексклузив или како се викаше шоуто на почетокот. Шоу-бизнес, да. Шоу-биз. Параноја беше и Нина во спотот. Да, тоа така? за параноја, сега збориме по параноја. Добро, јас. Сега без параноја. Да, без параноја полека. Сега си гориме. Да. А со која девојка си се појавил во јавност? Со поише девојки Со нормално. повеќе? Да. А дали сега имаш девојка? Сега моментално немам девојка, ама сум заљубен. Не сум врска, ама сум заљубен. Можеш ли нешто да Можам да откриеш? Никако. Никако? Црнокоса, русокоса. А полека помалце она двама, она двама. Се шпекулира дека е Марис од твојот нов видеозапис? Не, Марис ми е многу добра пријателка и работиме неколку проекти. Камо среќа да имам девојка као што е Марис, тој тип мислам на девојка, пошто е одличен професионалец пред се во тоа што го работи. Девојка со добар карактер и затоа што сме си пријатели, тоа е друга релација. Нема таков однос. Нормално, Само да. пријателски. Нормално. Така. Денеска морам да признам дека со Стефан доста се посветивме за тоа што ќе ни бидеш гостин и песната Гори навистина ги ја освојува фан базата која што веќе досега се брои од песна за песна. Како ти мислиш дека поминува песната Гори? Па, супер, искрено. Тоа се 2-3 дена откако искочена, уште не можам да соберам некои реакции дека тоа е одлично или не е одлично. По реакциите кои добивам ја на социјалните мрежи и на профилите кои ги имам, им се свиѓа нешто ново од мене, малце поспор ритам, малце нов тајзи, интересен спот, цела тема, се потрудиме со целиот тим кој работеше околу мене, околу таа песна. И мислам дека еден чекор погоре од мене, со тоа што ќе најавам уште неколку други работи, нова песна на македонски јазик, која сум немал исто повеќе од година, последната беше Пабло, на Балкатон, исто за српски пазар, така да мислам дека напоредно треба да вадам песни и на македонски, и на српски, и на англиски јазик, ако можам. И на шпански. Така, да, и на шпански, помалку, покито. Сакам да ти честитам за нова песна. Јас звучи светски, но мене ми се допаѓа испод ова, да, видеозаписот многу. Можеш ли нешто околу тоа, идејата? Така, идеите за спотовите ги работам јас, сценаријата. Пример, секако со режисерот кој ќе го работи тоа дело, во последните два тоа е Даниел.
Даниел Јовевски кој морам да го пофалам, не само јас го пофалија сите луѓе со кои работам во Србија и онака баш реа изненадени од тоа што ми го донесовме со Пабло, каже македонци шта сте ви урадили. И сега со Гори си поставивме некој нов лимит кај што после таков спот како Пабло пример не можеш да паднеш со тоа. Со тој квалитет на видео сакам да кажам и не беше реално не беше онака предизвик дали си направиме секој што треба. Многу убави локации снимавме на Баргала во Штип, тоа е стар град во Штип и на германските гробишта во Битола. Споивме добра екипа AC Triple се дечките со огинот една жонглерска група од Битола. Марис, Сара. Колку време се снимаше бидејќи има многу шминка, има многу работа, гардеробата? 2 дена. Навечер. 2 дена. Мал филм. Фала ти брат. Баш убав коментар е тој мал филм. Мене така ми за се. спочето и напорно беше 2 дена снимавме, 2,5 едниот бе траеше малце подолго, но морам да се заблагодарам на сите луѓе кои работеа на тоа бидејќи хонорарот си е хонорар. Кога ти некој ќе ти се посвети како нема врска што со нас како Нино што се посветил пораноја, да не беше примерно можеби тоа би изгледало сасвим другачие и кој ќе прифатам јако артист некој да ти посоветува дека треба да направиш нешто за да изгледа тоа светски и да остане пример место 12 да остане 20 сата на снимање, реално треба да се даде аплауз и да им кажам фала на сите луѓе кои го работеле тоа. Така. Ајде ти колку се промени од мај, мислам дека беше последен Многу, кога се видов, но сега не си прво истиот. Физичка верувам дека и внатрешно е сменет. Па супер сум да ти кажам, право, се борам. Како и секогаш, цела моја кариера да кажам, се борам со сите да кажам змии, влечови и негативци околу мене. Нешто чувствам по тај Сергеј, Готово, ја го провалив. со книгите си чепкав. Кажи ми во каков однос си сега ти со Спејко? Мене ме интересира тоа. Супер. Тој ни беше во емисија. Бил во емисија, да. Пред неколку месеци. Сте го хранеле. Ќе имаме предизвики за тебе, не се секире, Има, не е да. со. Он тогаш кажа дека баш не сте во добри односи. Лаже. Лаже? Лаже? Не кажал така, мислам дека не кажал така, пошто сме другари од деца, баш од деца, игравме баскет заедно, живееме во иста населба, се дружиме, он има спортски клуб, ја работам на моја кариера, нели победи велики брат, сакаше да направи песна. Да, баш ќе те прашав за тоа што се Супер случи. другар ми е знаеш однака. Јас сакав да почне некоја диџејска кариера низ Балканот, но склопивме некои варијанти со Балканот, но меѓувреме и мислам дека и тие песни ни помина убаво, Пали мој вози, вози ја правеше Цоби, имиот хитмейкер од Србија. Спејко одличен тип, си ги гледа своите работи, си оди напред, се видовме и вчера, се гледаме многу стално, така да нема потреба да се коментира тоа дека сме се скарали или не сме се скарали. А со Слаткар комуницираш ли се уште? Тоа Слаткар е еден од најдрагите мои луѓе што сум ги запознал во Македонија почнете да од тука на артистите, кариерата? бидејќи ја кога почнав со почнавме нели со Скипи да си го кажем и тоа, се појави Слаткар, искрено на многу пати ми доаѓало онака преку глава од све што се дешава од државава. Не мора да правиме мовет за што, како и што се дешава, но сите сме свесни кај живееме. И тој период мислев да киднам негде на страна, онака да излотирам глава 2 години, да соберам некоја инспирација, да работам нешто ново во животот, но се појави Марко и ми кажа, дечко ти не си за странство, ти ќе работиш тука со музика, баш со тие зборови. Се смееве многу и тоа никад не мога го заборавам. Пример, ми отвори нови предизвици во животот, бидејќи не може секој да се носи со музика, со јавност, со тоа све што ни се случува на вас, сите притисоци кои имаш од страна. Можам да му кажам само фала, одличен артист, човек од кој сум научил многу работи. Се надевам дека и он од мене исто. Но ќе се согласиш ли со мене ако кажам дека порано повеќе вадеше песни? Пабло ти е пред Година. дена. 7-8 месеци. Ти знаеш да извадиш во 2-3 месеци 2-3 песни. Па така, подготвува, да не квантитет, да, направи имам многу песни нови. Имав некои песни кои не ги извадив поради политичката ситуација која беше пред извесен период и не ќе да мешам народ си кажано баби и жаби, не ќе вените да ми викаат браво, другите да те плукаат, бидејќи за мене сите сме исти. Јас зборам за подобро утре, зборам за револуција на свеста, не зборам за никакво насилство, зборам за нешто што мислам дека треба да го кажам во животот и за тоа сум роден. Но секако не ми било императив тоа да станам јас најдобар и сите да викаат браво, извади 5 песни, најдобар е, гази, само ти си, тоа никад не ми било императив, како што кажав. Сакам да сум различен, сакам тоа што го правам. Пример, порано сум вадел песни, ама сега си гледам грешките.
Пример, и останува само квантитет, цел живот и останува песната на YouTube. Аз си направил грешки кои сега Има не ли би ги таква направил. песна од која се каеш? Па не се кајам, ама гледаш грешки у спот, гледаш грешки у ражман, Да. гледаш грешки у текст кои тогаш си ги сакал, а може би да останала месец дена не пуштена, може ќе си ја видиш грешката и ќе си знаеш Немало како ни се да биде погреш. пуштена. Сега не дека тоа е оправдание, ја би сакал да вадам повише музика, но пример пишувам и ја правам музиката сам. И треба време да направам аранжман со продуцентите, бидејќи наши продуценти се неколку, а прават музика за многу луѓе, сега почне и балкански пазар да прават. Така да цело време има процедура, па после чекаш за спот исто со луѓето кои ги работиме. Особено сега сите тројца И беа малце поминува време. надворни или во Тел Авив за Евровизија, Така. па сега се врати и ќе се фокусираат на вас сите. Одлично, штом ги спомна, баш одличен проект, одличен провод, браво за сите. Горцу и на Лазар, на Роки, на Даре, на Тамара. Браво за Коста, за текстот. Да, Костина, за Сања, сите. тие заедно го Така. напишат За сите, текстот и за не сите. направија горд. Мене ме интересира дали има надеж, буквално така ќе кажам, да те чуеме со некој македонски изведувач. Еве од Некоја новиве соработка. некои два абона, Таскора, Периве, или можеби со Лозаново некој издание. Од кај знае се? Па, Нешто- знаеш како нешто е, има ние сега? тоа е работа. Баш ме е кејф, надвор си поправивме малце муабет, што во Македонија се разбудија некои нови деца, некои нови имиња да кажам, и нови енергии, пример Дупер, Фанкшуи, така се. Да. Таско, два бона, целата Урбан Рекордс екипа, мои пријатели. Ми се свиѓа што Слаткар ги поддржувам, ми се свиѓа што децата растат, ги слуша многу народ, полна дискотеки по земјава. Баш ми е драго што нешто ново излезе и на некој начин и ние бевме на некој време нови и мотивиравме некои други луѓе за се тоа да расне. Дај Боже да порасне ова нашево што го гледам дека бидејќи гледам многу сингл. Секој си работи сам за себе и онака кој ќе може би тоа пред јавност го збори демеке и супер споче, супер све. Мислам дека се оградени малце, секој си го гледа многу, егото валјда име проблем, не знам што, не напаѓам никој, него го гледам тоа со своји очи и реално немаме ни доети ради тоа. Да сите сме ние меѓу себе како што треба, сите би соработувале. Да знаеш дека би сме. соработувал со два бона, спремаме нешто со дечките. Ако излезе, јас сум таков, ако направиме хит, ќе го На нас ќе пуштиме. не се јавиш сега, така? Ќе се ја. Ќе дојде сега, нема те чекам една година. Ако направиме хит, ќе го имаме, нели? Ако нема хит, нема потреба ни да правиме песни. Со Лозано би ми било задоволство секако. Да. Работи кај Лазе и мислам дека Лозано е човек кој треба да размислува наредна година можеби за Евросонг, не знам. Тај се сега во интерес на времето, јас предлагам ние со Стефан ти подготвивме една интересна игра. Така, јас ќе објаснам Стефан едно ќе објасни, ексклузив, да. секогаш сме такви. Подготвивме еден напиток, еве вака делува, драги гледачи, да ќе го подигнам, делува убаво и чоколадно, но во овој напиток ставив чоколаден пудинг, оцет, Дека го јогурт и мирисне, кетчуп. морам да ја видам реакцијата. Така да, доколку не одговориш на наредните неколку непријатни прашања, ќе ги наречам, слободно ќе можеш да си се... У Гуманово одговарам прашања само на ракију, така да не пију све ќе ви кажа. А да мириснеш пред да почнеме? Мирис на Мирис Ајде. некаде, да видиме реакцијата. Не е добро. Има уште нешто Добар. ставено овдека. Врвен Тоа рецепт. е се. Значи вака сега, имаме конкретни прашања и бараме конкретни одговори. Еве Нина, ако сакаш, почни ти. Не, Сергеј, не така. Имаме и не, публика, не. имаме и Е, публика. у бели панталони не го дирате. Не, мој ќе побратам, јас никако. На екс. Ајде. Одиме со првата. Најброј ми кој од овие следни твои колеги е најлош, значи од најлош до најдобар. Слаткар, Роберт Билбилов, Лозано. Од најлош кон најдобар. Вокално, ќе ги поредам, као артисти според мене, што не знам, сите Ајде, тројца ајде, ми се да. многу драги личности, и знаете и вие за тоа и така прашањето, еве нека биде Роки, Слаткар, Лозано. Браво, па ти си со леснотија ќе не ги одговори, нема Ајде ништо сега, да... сакам или, значи нема Нема љутиш бе? легализација на марихуана или поддршка за ЛГБТ заедницата. Легализација за марихуана, секако. Океј. Добро. Наброј ми еден од естрадата на кого би му плукнал во кафе. На никој. Мораш. На Мораш. никој. Ја Ќе си Или ќе ќе кажеш пиеш. или ќе пробаш. Мора таква, Мораш. такви се правилата на игра. на себе. Ти кажав, на никој друг. Добро, нема да инсистираме. Ајде сега ова. Кој според тебе е поголема звезда, Слаткар или Панчо? Слаткар. Слаткар? Зошто? И Панчо си го поштувам, нема љутиш, ама според мене, нели, Слаткар може би една од најголемите звезди у Македонија според мене. Значи Слаткар е поголема звезда од Панчо. Океј. Добро, ајде да се вратиме повторно на кафето. кафиња. Да. И све околу Може кафе. ќе ни гледаш на крајот емисијава на кафе. Со кого од Со кого од македонската естрада не би се напил никогаш кафе? Е, тука инсистираме, тука нема бегање. Мора да кажеш, ако не, мора и да пробаш.
Со Благој Груевски, пошто пиеме само ракија. Добро, знаеш да се извадиш од вакви прашања. Добро. И како за крај, на која наша позната пејачка се палеше како мал? Позната пејачка. Да. Ајде, Тоа е размисли. интересно. Пораснала се. Порастала се. Значи нема да се напиеш за ниедно прашање. Не сме биле доволно. Не, да се сетам на која само. Ајде. Имаме време Имам уште некои 2-3 минути, да. Не знам која стварно да ти кажам. да почнеме да Идол. набројуваме. Ајде, нема врска. Дани Димитровска. На Дани Не, Димитровска. Не сум се палил на Дани, него сум се фасцинирал за тоа како таа жена го изразува Добро, тоа ние што сака да прашуваме го да каже. си се палел. Значи се Па не може така да се. Која е Нема ли најатрактивна македонска пејачка, ајде? Што знам, ние многу имаме, па уче да избереш. Па види, Значи, сигурно немаме. има нешто, некој атрибут. Елена, ајде. Елена? Елена? Добро, прифатено. Океј, тука и завршува ексклузив, ќе ти заблагодариме што конечно дојде. Се надеваме дека нема да Пријатно имаме ни беше, годишна да. пауза, пак ќе кажам. Нема паузи. Ќе возам у кола се раздужа. Или во кола, или на новиот забавен парк со Ќе нивна го ритуали носиме на стана, некои може. предизвици, мора да помене повторно кај нас да биде присутен со нешто интересно, не мора да е само нели за музика. Ти благодариме уште на што ни беше денеска гостин со нови материјали и предизвици, се гледаме повторно И кај нас. посакуваме гори да дојде до еден Нека вечер. гори. Наскоро правата му ше една песна, се вика Бомбонjera, ја прави Балкатон Какви ти се продукција насловиве на од песни? Србија. Да, Повториш ексклузивно. Добро. Веројатно наредниот месец ќе снимаме спот, еден од најдобрите српски сплавови клубови, Домани се вика. Се надам дека ќе биде многу добра песна и ќе биде на српски јазик, нешто ново од мене за таму. Ла Бомбонjera. На бомбонира. Ти благодариме уште наш драги гледачи, останете со нашата програма на Еден ТВ, бидејќи во наредните неколку минути ќе започне секако шоуто со нашиот и ваш омилен Сергеј Варошлија. Веднаш е тука.